Во Тетово повторно актуелен проблемот со зголемениот број бездомни кучиња, откако во февруари заврши тендерот за згрижување на овие животни на ветеринарната амбуланта до Кенкет. Граѓаните секојдневно алармираат дека бездомни кучиња се појавуваат низ улиците во градот, а чести се случаите кога и напаѓаат. Состојбата е слична и во селата. Што имамо сознанија, имаат ги пуштаат дали од Скопје, ги носат со камиони, дали не знам од каде, имаат голем број на кучиња, скитници. Тоа е многу, не е малку. Најопасно е за децата, сега преку денот. То треба држава, мора, или општина или државата мора, неки мора то да спречи, знаеш, да не уеде да не неки човек. Од ветеринарната амбуланта до Кенкет велат дека згрижувањето на бездомните кучиња треба да биде континуирано за да има ефект. Во моментов се уште чекаат да биде распишан тендер за да почнат со работа. Гледам тоа дека се полни. Ако продолжеше работата, требаше да биде добро, ама застанува пред 2 месеци, зашто толку беше тендерот за толку пари. И тоа се. Сега чекаме нов тендер да продолжува, ама нема уште најава ништо за тоа. Тоа треба или да се почне од јануар до крај на годината и тогаш има ефект. Градоначалничката Теута Арифи пак вели дека се работи на случајот, но не потенцира кога ќе биде распишан тендер. Имаме и компанија која е регистрирана и според нашиот буџет и одлука на Совет е обврзна да работи, нели го има шелтер центарот, и ние исто така и му кажавме и во текот на викендот дека е добро да се користи овој период и за комуналните служби, за сите, дуре празно да се работи. Општина Тетово досега 2 пати распиша тендер за згрижување на бездомни кучиња. Кучињата беа заловувани, вакцинирани против беснило и се стерилизираа и кастрираа, а потоа беа враќани од местото каде биле најдени. Сето тоа беше во 2 наврати, со привремен ефект без конечно решение на проблемот.